емисијата Став. Вечерва имам чест да разговарам со Милјан Доновски, советник и подпредседател на партијата на пензионерите. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Добро вечер и на вас, добро вечер на вашите гледачи. Чест ми е да бидам гостин во ваша веќе култна емисија. Да, мислам дека за прв пат, до сега немате гостувано. Така и за прв пат сум тука. Од пред речиси 3 месеци повторно сте дел од Кумановскиот совет, но овој пат како опозиција. Како сте задоволни, како функционира овој орган, дискусијата на вашите колеги и слично? Очигледно е дека ќе треба многу да се подобри работата на сите нас во советот. Сите ние заедно имаме огромна одговорност пред луѓето кои што ни избрале и мнозинството кое што е власт и ние како опозиција. Немаме простор за молчење, треба јавно, јасно, гласно да ги кажуваме своите ставови и да ги бранеме јавните интереси и интересите на сите граѓани. Како советници на неколку месеци имате можност да поставувате прашања до градоначалникот, општинската администрација и слично. Мислам дека веќе наредната седмица следува токму таква седница. Како ги оценувате ваквите седници? Дали се ефикасни, ефективни? Дали можеби пак се злоупотребуваат? Видите, ваквите седници се извонредно значајни за работата на советот, бидејќи на тој начин повремено се настојува да се оствари принципот на отчетност на носителите на извршната власт во општината. Тоа е значи општинската администрација и градоначалникот пружаат можност на нас советниците како представници на граѓаните од кои што сме избрани да ги отвориме определените невралгични точки и прашања кои што ги засегаат граѓаните и на тој начин да отвориме поширока дебата и да укажеме на проблемите, на недоследностите, на околностите кои што наместо да не водат напред, не влечат назад, всушност да ја подобриме работата. На сите нас, како избрани советници на општинската администрација и да испорачаме поквалитетни услуги на граѓаните. Јас лично сметам дека ваквите седници треба да се организираат многу почесто, а не на 3 месеци како до сега, и точно е дека во многу пати се докажало дека овие седници се злоупотребуваат за афирмативно истакнување на некои работи кои што се помалку значајни и покривање на тој начин на просторот за да можат да се отворат прашања кои што ги засегаат повеќето граѓани, а кои што не се добри. Оно што за жал се уште е актуелно е состојбата со земјотресот во Турција и Сирија. На последната воредна седница едногласно како совет да донесовте одлука општината да одвои средства токму за настраданото население. Мислам дека станува збор за 1 милион денари. Точно е така и тоа е извонредна прилика да покажеме како граѓани и како советници дека можеме да оствариме единство во вака значајни прашања кои што се навистина траорни, кои што сите нас не вознемирија, предизвика чувство на емпатија и јас лично се чувствувам горд што не само што ја донесовме одлуката на ваков начин со едногласно изјаснување, туку и најголемиот број од советниците најдоа начин да бидат присутни за да искажеме една солидарност кон граѓаните на двете земји кои што се трагично засегнати со неверојатно катастрофални последици од земјотресот. Да, не е прв пат советот да носи ваква одлука, мислам дека и претходните години имаше за помош за Србија, Босна и Херцеговина. Точно е така и тоа покажува дека ние како граѓани на општина Куманово сме навистина сочувствителни луѓе и знаеме да препознаеме во рамки нормално на нашите можности да кога е потребно да се пружи помош на определена група на луѓе или народи во овој конкретен случај припадници на етнички групи во други земји. Оно што е се уште актуелно е енергетската криза, високите сметки на струја ги погодија речиси сите јавни претпријатија во Куманово, дел од нив и претходно има проблеми со и така лошата финансиска состојба. Очекувате ли дека ќе излезат од криза, дека ќе се надмине оваа состојба? Видите, за да се излезе од криза и за да се надмине оваа состојба, потребно е многу да се подобри менаџментот во јавните предпријатија и секаде, не само во јавните предпријатија, туку и во стопанските субјекти на кои што со одлука на влада им беше овозможено да користат бенефицирана или повластена цена на струјата. Сите ние сме сведоци дека и покрај намалувањето на трошоците за
електрична енергија на помалите субјекти не дојде до така очекуваното намалување на цените. Јас мислам дека собствениците на овие трговски друштва треба да покажат солидарност со граѓаните кои што навистина тешко живеат. Особено тука апелирам на солидарност кон пензионерите како социјално најпогодена општествена група. Како гледате на финансиите во јавните предпријатија во Куманово? Јавните предпријатија во Куманово, според мене, мора да работат многу попрофесионално. Всушност, проблемот во јавните предпријатија никогаш не бил во предметот на работа и во потребата да се оствари тој јавен интерес или јавна потреба на граѓаните. Ние, за жал, сме сведоци со години наназад дека менеджментот е предмет на таа така наречена политичка корупција или тотален клиентелизам, каде што за некој да може да оствари определена раководна функција, мора да биде во наводници нечи. Ние, за жал, пак ќе се повторам, како општество, па и општината, не успеавме да се избориме со ова зло, кое што наместо да ги јакнее и да ги подобрува сите параметри во работењето на јавните предпријатија, всушност ги влече назад. Тоа се поврзува и со прашањето не само на менеджментот, туку и со начин на селекција на кадрите кои што се вработени и потребата од определена структура на кадри кои што се вработени и предвидени во систематизација. Значи, да заклучам, мораме сите заедно да се погледаме во очи, да ги препознаеме, да ги детектираме слабостите кај сите нас поединечно. Значи, јас сега сум во втор мандат во состав на Советот на општина Куманово, сега опозиција на опозиција, претходно во власт, нема значајна промена, нема никаква промена. На крајот на минатата година беше донесена одлука за користење бесплатен градски превоз. Од она што може да се види на терен е дека навистина има интерес, токму поради ваквата веројатно состојба, кризна состојба која што ја зафати државата, граѓаните навистина се одлучуваат за користење на јавен превоз. Да, и јас сум сведок на тоа, повеќе пати лично имам излегувано и ги гледам автобусите. Например, забележувам дека во утринските термини некои автобуси се празни, а некои автобуси се апсолутно полни. Постои интерес кај граѓаните, тоа е добра мерка. Меѓутоа, ние сите пак повторно, нели ова е една пробна варијанта од 6 месеци, каде што ќе ги согледаме сите позитивности и сите негативни евентуално работи, бидејќи се работи за огромни средства кои што ги надминуваат капацитетите на буџетот на општина Куманово. Само за овие 6 месеци ќе се издвојат за оваа мерка близу 500.000 евра. Ако продолжи мерката, тоа би било некаде околу 1 милион евра. Тоа се неверојатно високи на износи на средства и треба навистина да бидеме внимателни кога определуваме вака големи износи на средства за рационалноста на трошоците кои што настануваат. Значи, мораме да направиме, и тоа е добро, работната група која што е засегната или која што ја води оваа проблематика, ги разгледува тие параметри, ќе имаме ние и во самиот совет тема на расправа, анализа на остварените резултати, за да имаме како совет став како ќе одлучуваме во нареден период. Сакам заради граѓаните да кажам дека е посебно важно да знаат дека сите одлуки за се што е финансиско трошење, буџетот, развојната програма, сите проекти за било која градба ги одобруваат со гласање советниците. Реализацијата на овие мерки е на товар на градоначалникот. Точно е дека градоначалникот има право да предложи таква мерка. И точно е дека во овој случај градоначалникот е предлагач на таа мерка. Но тоа не е мерка која што ја донел градоначалникот. Ова е мерка која што има донесено Советот. Затоа Советот има посебна одговорност. И ова мерка е донесена во координација помеѓу позицијата или власта и опозицијата. Кога сме веќе кај економијата и општината и владата најавија доаѓање на компанијата Lidl во индустриската зона, ваше мислење ги користиме ли доволно потенцијалите на оваа зона? Прво да кажем дека извонредна вест дека компанијата Lidl ќе донесе инвестиција во
наша индустријска зона. И тука завршува мојот оптимизам. За жал, ние не да не ги користиме, туку пропуштаме извонредни прилики да искористиме местоположбата на општина Куманово. Општина Куманово е на излез од Република Македонија, од северна страна. Општина Куманово има индустријска зона која што е непосредно до автопатот. Индустријската зона е оддалечена од Куманово на околу 4 километри. И тоа не го користи. Тоа е навистина загрижувачко. Кои се околностите, зошто е тоа така? Во моментов не располагам со изворни и точни, прецизни податоци, за да а не сакам да шпекулирам. Меѓутоа, свесен сум дека сите заедно треба да направиме многу повеќе за оваа индустријска зона да го даде очекуваниот резултат. Прво, да овозможи вработување на работници на подобро платени работни места. И второ, да го зголеми општествениот производ и на општина Куманово, а со тоа и приходите во буџетот на општина Куманово. Како гледате на оно што се реализира во Куманово? Проектите, задоволнили сте, инфраструктурата се подобрували, хигиената и слично? Видите, јавното предпријатие за чистота и зеленило, со ресурсите со кои што располага, а многу му помогна на ова јавно предпријатие, со одлуки на Советот на општина Куманово, обезбедени се средства за работа, се трудат максимално да ја подобрат услугата. Услугата се подобрува, се уште не е на потребното ниво, но добро е што покажува тренд на подобрување. Далеку сме од тоа што треба да го постигне како квалитетна услуга која што ја испорачува кон граѓаните. За се друго ќе ни биде потребно да можеме да дебатираме, да притискаме за да се подобри состојбата. Што е со проектите во градот? Еве, имавме неколку изградби на кружни текови, како гледате, се движели општината во вистински правец? Видите, тоа, кога ги спомнате кружните токови, таа одлука за градба на кружните токови ја донесе Советот во претходниот состав. Тогаш ја донесовме и развојната програма, тогаш беа определени и средства, и тогаш беше дефинирана потребата од градба на вакви сообраќајни решенија кои што ќе го забрзаат протокот на сообраќајот. Повеќе аспекти тука се остваруваат. Прво, имаме помало аерозагадување. Второ, имаме помали трошоци на корисниците на возила. Трето, имаме побезбедни сообраќајници. И четврто, имаме можност да гледаме како со мала инвестиција, сразмерно на бенефитите кои што се остваруваат со тоа, можеме да постигнеме подобри резултати. Но, јас морам да кажам, на таа тема ќе се обрнам и на советничките прашања, дека имам чувство дека се градат објекти кои што немаат доволна контрола во градењето. И тука ќе застанам на таа тема, бидејќи не сакам да навлегувам во тоа што ми е замислата за советничките прашања. Тоа ќе можат гледачите токму во живо на нашата телевизија да го слушнат. Она на што реагираат кумановци е проблемот токму со сообраќајниот метеж, односно паркинг просторот. Проценките се дека во градот има некаде околу 30.000 регистрирани возила, а располагаме со само 600 места. Директорот на Куманово паркинг при последното изјава рече дека очекува токму со проширување на зоната Б да се надмине на некој начин овој проблем. Оптимисти сте вие дека наскоро можеме да очекуваме да се реши овој проблем? Не, јас не сум оптимист, меѓутоа тоа што јас не сум оптимист не значи дека не треба да се работи над таа проблематика. Всушност, Советот на општина Куманово во повеќе мандати наназад се труди да го покрене прашањето за отворање на тие така наречени Б, па и С зони. Ние мораме да сватиме дека како град, заради лошата урбанистичка политика со години наназад, го упропастивме градот во поглед на градење на сообраќајници кои што ќе можат да го апсорбираат така големиот број на возила со кои што располагаат граѓаните,
и од друга страна да им овозможиме нели на граѓаните доволно паркинг места. Лошата урбанистичка политика, каде што се во принцип настојува да се оствари приватниот интерес, за да не биде нејасно. Јас апсолутно ги поддржувам инвеститорите кои што градат. Меѓутоа, ние како општина, како совет, градоначалник, општинска администрација, мораме да им понудиме решенија каде да ги инвестираат своите средства. Не може, неприфатливо е. И ова го покажува животот. На крај тоа прави проблем. Кој каде сака да гради? Ќе ви спомнам еден пример. Имаше пред 4 години иницијатива за донесување на деталниот урбанистички план кај школска амбуланта. Јас тогаш бев во комисија за урбанизам. На јавната дебата, на која што присуствувавме како членови на комисијата, јавно им пренесов на предлагачите на тој детален урбанистички план дека таквиот проект поради нехуманите услови за живот и поради неовозможување на овие сообраќајни околности кои што се животно значајни за луѓето, е неприфатлив, дека треба да го доработат и да го направат така за да створи хумани услови за живење. Таа дебата заврши, веќе не се донесе тој предлог во составот на тој претходен мандат на состав на совет и гледате чудо сега. Доаѓа нов совет, тој детален урбанистички план поминува. Изгласан е, за после тоа градоначалникот да организира пресконференција дека он ќе покренува иницијатива да не се донесе. Градоначалникот ми е личен пријател. Го почитувам. Но, он беше градоначалник и во таа прилика. Сегашно мнозинство е раководено од градоначалникот. Ако тогаш имавме став дека тоа решение урбанистичко или тој детален урбанистички план не создава хумани услови за живење на тие луѓе таму, што се смени сега? И на крај, на краиштата, зошто е потребно од ова да правиме политички театар? Можело да се одреагира претходно како што претходната комисија за урбанизам реагираше. Вие доаѓате од Министерството за внатрешни работи, често на седниците на Советот се зборува за соодносот меѓу Советот и секторот за внатрешни работи Куманово. Може ли некако да се подобри сегашната состојба? Видите, состојбата или релациите на меѓусебна соработка помеѓу секторот за внатрешни работи и општината се одлични. Се ова е манифестација на некои лични, поединечни нетрпеливости. Јас тоа така го доживувам. Никогаш јас не сум забележал отпор од секторот за внатрешни работи да ги презентира податоците. Нити па сум забележал или доживеал да слушнам сериозна критика на работењето на секторот за внатрешни работи на Куманово. Да се разбереме уште еднаш. Јас воопшто не ги фалам. Многу треба да ја подобрат работата. Не прифатливо е некакви однесувања кои што има од вработените во секторот за внатрешни работи. Не е тема сега да разговараме на тоа прашање. Јас сум сега председател на Комисијата за безбедност и безбедност во сообраќајот и заштита од пожари и ќе искористам прилика да организирам средба Комисијата со раководството на секторот за внатрешни работи за да им укажеме на прашањата кои што се горлив проблем на општината Куманово и како тие прашања да ги надминеме. Мораме да ја подобриме соработката. Не смее поединечни нетрпеливости да ствараат погрешна или искривена слика за тоа дека има лоша релација помеѓу институциите, помеѓу општината и органот Министерството за внатрешни работи, односно сектор за внатрешни работи Куманово. Што се однесува до образованието, изминатиот период на вистина можевме да видиме дека се реконструираа
значаен број на училишта во Куманово, во централното подрачје, како и во руралните места. За жал се уште се чека на реконструкцијата на кровот на централните две училишта. Меѓутоа, неодамна имавме можности дури на седница на Совет, доколку не грешам, да слушнеме една навистина, па би рекла страотна бројка. За само 2 години од Куманово се отпишале над речиси 400 ученици токму поради иселување. Што сметате за овој проблем? Сега ја отворивме најтешката, најгорчливата тема, која што не засега сега во овој момент и која што ќе не следи во наредните 20 години. Ние полека ја губиме битката со позитивен наталитет. И сега дополнително имаме одлив на население кој што е последица на лошите економски состојби, прилики и неспособноста наша, никого тука не го апострофирам и не го издвојувам, сите заедно, да створиме квалитетни услови, квалитетните луѓе, способните луѓе, луѓето кои што знаат да работат, квалификуваните луѓе, луѓето кои што можат да направат прогрес, да повлечат напред, да ги задржиме тука. Ние, како да правиме се, ќе се навратам на она што го кажав преска, со тој тотален клиентелизам, како да правиме се, да ги избркаме тие луѓе. Тие луѓе не идат заради тоа што име мило да патуваат во странство. Тие идат заради тоа што бараат подобри услови за живот. И тука не се само материјалните услови. Тука и ова прашање што го спомнав. Како да се исполни еден способен човек кој што не припаѓа на ниједна политичка партија, кој што не е ничиј? Како да изгради кариера? Тоа сега не влече во друг правец. Ние веќе почнуваме да го губиме и чекорот во државното здравство. Огромен број на медицински персонал, медицински сестри, доктори заминуваат, да не го употребам терминот, бегаат од државното здравство. Ние мораме како земја да направиме, и тоа во нашата политичка програма на партијата на пензионери е апострофирано како мерка која што треба задолжително да се донесе, да донесеме сите заедно со консензус долгорочна државна стратегија за развој на земјата, во која што ќе опфатиме 5 клучни сегменти. Тоа е економијата или индустриализацијата, држање на чекорот со индустријскиот развој, потоа образованието, потоа здравството, енергетиката и на крај националниот консензус околу националните прашања кои што ја засегаат Република Северна Македонија од аспект на тоа кои се правците во кои што треба да се движи. Ако некој се уште смета дека за Република Северна Македонија постои друга алтернатива, тоа е во длабока заблуда. Ние кои ја исполнивме една од стратешките цели, се зачленивме во НАТО. Сега мораме сите заедно, ама сите заедно, искрено, без задни намери, без задкулисни игри, да се заложиме да ја исполниме и целта за влегување во Европската Унија. Ако успееме да оствариме консензус по прашањето за зачувување на националните интереси на македонскиот народ, тука мислам пред се на македонскиот народ, тогаш многу лесно ќе го надминеме секој проблем кој што ќе ни се соочи на овој пат. Ајде јас сега ја користам ова прилика и ги повикам сите политички субјекти во нашава земја да се обединиме околу овие 5 теми. Тука нема позиција и опозиција. Тука нема патриот и предавник. Тука има искрен, неискрен човек. Тука има чесен, нечесен човек. И тука има човек со визија и човек кој што заглибал во некој кал во минатото и кој што не може да излезе. Таквите луѓе нека се останат таму, они очигледно нема никаде да не одведат. Ке се навратам повторно на партијата, само уште едно прашање за Куманово. Куманово паркинг го презеде менаџирањето на спортските објекти во градот, речиси на сите. Очекувате ли да се врати стариот сјај од предпријатието? Уверуваат дека ќе се работи на подобрување на условите, меѓутоа не и за оние објекти кои што речиси целосно се уништени, меѓу кои стрелиштето, како и градскиот стадион. Видите, јас и тоа го кажав како јавен став. Прво е за мене апсолутно неприфатливо
да се мешаат две јавни дејности во едно јавно предпријатие. Јас апсолутно сум уверен дека менаџментот на ова јавно предпријатие е искрен во намерите. И не се сомневам дека ќе направат се што можат за да ја исполнат таа цел. Тука нема дилема. Но има една дилема. Како можеме да мешаме, ние во народот викаме зејтин и вода. Они во еден момент кога ќе ги измешате, ќе бидат измешани, во еден момент кога ќе останат мирни, ќе се одвојат. Најдобро решение беше да си се формира јавно предпријатие за стопанисување со спортски терени и да си ја носат таа одговорност. Тогаш ние како општина ќе имавме одговорност директно кон тоа јавно предпријатие, бидејќи да бидеме искрени. Овие јавни предпријатија, бидејќи се од интерес за граѓаните, треба да овозможат добро и физичко, но и ментално здравје на младата популација, да овозможат каде да го потрошат времето наместо во асоцијални однесувања, да бидат ангажирани во спорт и на тој начин да изградиме здрава генерација. Тие, за да можат да работат, мора секогаш да бидат помагани. За да може да бидат помагани, општината мора да остварува поголеми приходи. За општината да остварува поголеми приходи, мора сите да работиме многу почесно, многу поодговорно и реално да ги остваруваме тие приходи. И пак се враќаме на ова што го кажавме преска, дека мораме сите заедно да работиме на подобрување на економската состојба во општината, во државата и на тој начин да овозможиме повеќе средства, бидејќи и со тие средства со кои што мислиме да ја помагаме работата на овие спортски терени, нема да направиме ништо. Ќе се навратам преска пропуштив да кажам, кога го спомнавме образованието, вие рековте на централните основни училишта не се поправени покривите. За жал, не знам дали знаете, ве сега исто така ја користам ова прилика да кажам, јас сосема случајно забележав, поминувајќи покрај основно училиште 11 октомври, спортската сала е покриена со салонитни плочи. Нешто што е како стандард надминато уште пред 20 години. Основното музичко училиште во Куманово исто така е покриено со салонитни плочи. И тоа е нешто што според мене на што треба итно да се работи. Тоа се материјали кои што еколошки никако не ги исполнуваат стандардите. Не сакам да ширам дефетизам и паника, но тука стварно како општина мораме да одреагираме многу подобро. Повикувам и на помош до централните власти, бидејќи општината Куманово прашање е дали ќе има доволно средства сите тие потреби да ги помине, но пак да ви кажам, нема место за суети и нема место за антагонизми кога се остваруваат јавните интереси на граѓаните. Дали некој со некого е во добри релации, тоа е нивна приватна тема. Тогаш кога треба да се исполни јавниот интерес, мора да седнат, да разговарат и да изнедат решение. Да се навратиме на партијата, рековме дека доаѓате од партијата на пензионерите, напоменавте и делот за ложбите. Како функционирате, дали сте задоволни и кои се идните планови? Партијата на пензионери е формирана 2013 година. Ова година ние ќе славиме свечана седница, ќе имаме и ќе славиме 10 години од формирањето на оваа партија. Ја започнавме како група на ентузијасти, меѓутоа партијата заживеа, ние имаме во повеќе општини, во повеќето општини на државата општински организации со изберени раководства, кои што нормално функционираат, немаме никакви проблеми. Како еден куриозитет сакам да кажам дека ние сме политичка партија која што на државно ниво од сите други политички партии троши најмалку средства. Ниеден од нашите функционери за ниедна активност не е платен, значи секоја активност се изработува волонтерски. Сите трошоци кои што се во функционирањето на партијата, патување во други градови, одржување на трибини, одржување на состаноци се со самофинансирање од раководството и од членовите на партијата. Лично сметам дека можеме многу повеќе, ако ја имаме во предвид бројката на пензионери. Не знам дали знаете, во декември 2022 година во нашава земја имаше 335.000 пензионери. Нашава општина, заедно со општините Липково и Старо Новоградиште, има околу 15.500 пензионери. Тоа е огромна бројка. Кога ќе се земат и врзаните лица со нив повозрастни, а не остварили право на пензија,
тоа се близу 25-6 илјади луѓе, што е скоро 1/4 од вкупното население на општината и мислам дека ние како повозрасна групација на луѓе не сме свесни за моќта која што имаме како група на граѓани и дека многу малку сме застапени во институциите на системот таму каде што се носат одлуките. Всушност, идејата за формирање на ова политичка партија беше да ги извадиме од анонимност потребите на пензионерите, бидејќи пензионерите се организирани во здруженија на пензионери а тие здруженија во сојуз на здруженија на пензионери, но тоа се невладини организации. Со години они работат, повеќе од 70 години, но нивниот збор не се слуша така како кога сте во политичка организација, како што е политичка партија. Како политичка партија ние отвараме прозорец да се слушнат проблемите на пензионерите и да ги решиме. Сакам да кажам дека сега главна агенда во работата на нашава политичка партија, освен овие нели што ги споменав 5 столба на кои што мораме консензуално да работиме сите и ги надминуваат нашите капацитети како политичка партија, ние сме скромни во сваќањето и не се занесуваме со мислата дека од нас треба да почне, со нас треба да заврши работата. Напротив, дури сметаме дека ако другите политички партии кои што се столбови во демократијата на нашава земја ги исполнуваа сите цели, немаше ни потреба да се формираат толку политички партии, па ќе немаше потреба и да се формира партија на пензионери. Но заради маргинализацијата на пензионерите, заради постанување на невидливост, пензионерите станаа невидливи во општеството. Се наметна потреба од формирање на таква политичка партија, за да кажеме дека ние мораме да се избориме за економско-социјалниот статус на најзагрозените пензионери. Сега, за среќа, имаме квалитетен диалог во коалицијата во која што владеачката коалиција која што е сега на државно ниво, имаме разбирање особено од премиерот и од ресорниот министер во Министерство за труд и социјална политика за изнаоѓање на долгорочно одржливо решение во кое што ќе биде зачуван економскиот и социјалниот момент на примателите на најниски пензии. И веднаш да кажам дека наша заложба е да се направи еден рационален паритет помеѓу минималниот износ на пензијата и минималната плата. Не сакам сега да ги кажувам бројките, ние дебатираме, бараме оптимално решение и во тоа оптимално решение, за да нема никакви дилеми, дури предлагаме делот на пензијата да се издвои како посебен дел, а делот кој што ќе биде додаток на пензија како социјална солидарна поддршка на износот на пензија да биде во истиот, ние што викаме пензионерски чек, пензионерот секогаш да може да види колкаво е неговото право на пензија што го остварил врз основа на уплатените придонеси од платите додека работел и колкав е тој придонес социјален кој што му го секој месец става на неговата сметка државата како поддршка за да може да преживее. Пензионерите кои што во принцип се и поболни, со многу повеќе потреби од здравствена нега, навистина имаат голем проблем и ние мораме сите како општество да се свртиме кон тие луѓе и на тие луѓе да им помогнеме. Да. Веќе за март е најавено ново покачување на пензиите. Доволно ли ќе биде ова покачување со оглед на инфлацијата која што се случува? Видите, и тоа е една во тој напор за остварување на подобар економско-социјален статус на пензионерите, тоа е една придобивка која што ние заедно нели со владата во преговорите кои што ги имавме во март минатата година успеавме да го постигнеме и да направиме измени во законот за пензијско-инвалидско осигурување член 37, па сега пензиите се согласуваат со пораст на платите и со пораст на трошоци на живот со 50% во однос на двете тие ставки. И ние како пензионери мораме да го делиме товарот на притисокот на економската криза која што го погоди цел свет, па и нашава земја. Јас лично, ако зборувам за корисниците на повисок
износ на пензија. Тоа се сите оние корисници на пензии кои што се над 20.000 денари. Сметам дека за нив е во ред овој степен на усогласување на пензиите. Нашите очекувања се дека ова мартовско усогласување треба да се движи помеѓу 6 и 7%, и ако кумулативно се собере од претходното, тоа заедно би било, значи, март 2022, март 2023 година, некаде околу 6-17%, што е во ред и ја покрива стапката на инфлацијата која што беше во нашата земја. Но, пак се навраќам на овие со најнисок износ на пензии. Кога викаме ние минимална пензија, често пати се задржуваме на бројката од 11.525 денари. Но тоа е пензија која што ќе ја оствари пензионер кој што сега ќе замине во пензија. Има една огромна бројка од околу 30.000 пензионери кои што примаат и помал износ од овој износ на пензија. Значи и таа група на луѓе треба да се има во предвид. Ние сме трпелива структура на луѓе. Ние сме искусни луѓе. Ние знаеме дека не може да се даде нешто што нема. И од друга страна, ние знаеме дека мора да бидат поголеми платите за да се покачат пензиите. Заради тоа што пензискиот фонд е по принцип на сврзани садови поврзан со уплатените придонеси од плата. Работевме на тоа, правевме притисоци и добро е што се покачи придонесот за пензиско инвалидско осигурување од 18% на 18,8% колку што е сега. Вие знаете, работодавачите, колку голем отпор даваа на таа мерка, а во исто време преку стопанските комори се бунеа за тоа дека бил многу голем износот на минималната плата. И пазите сега абсурд. Истите тие луѓе организираат пресконференции во кои што викаат дека има недостаток на работна сила. Ние мораме како општество да дефинираме кој е нашиот интерес. Ќе градиме ли индустријска земја или ќе градиме земја на ниско платени работни места. Не може собственик на предпријатие, собственик на трговско друштво да вработува човек кого што ќе го експлоатира. Мора да се најде баланс помеѓу интересот на работникот и интересот на работодавачот. Ова сето го зборувам од аспект на тоа, бидејќи тоа пак повратно влијае на тоа каков ќе биде износот на пензијата. На што да се надева тој што има сега плата 18.000 денари кога ќе замине во пензија? Која пензија ќе земе? За среќа еве сега со владините мерки е предвидено ново покачување на минималната плата и тоа повторно како замаец ќе помогне во процесот на усогласување. Ние најавуваме како политичка партија дека покрај овој диалог што го имаме за утврдување на минималниот износ на пензијата, разговараме и повторно за промена на формулата за пресметување на пензијата и како во некои земји што е пензијата да се движи, усогласување на пензија да се движи со усогласување на пораст на плати. Но тоа е долготраен процес, тоа зависи од многу фактори, мораме да бидеме толерантни, мораме да разбираме, знаат дека ние сме одговорни луѓе, ние со ништо не сакаме да и наштетиме на земјата. Напротив, нашата земја сите мораме да помогнеме да напредува. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на прашањата кои што ги интересираат кумановци и дека повторно ќе ве видиме во нашето студио. Ви благодарам и на вас за приликата да ми се обратам на граѓаните, особено на пензионерите. Настојував да ја проширам темата на дискусија, да ги запфатам и сите други сегменти, бидејќи нема ништо да направиме ако не успееме да го подобриме општествениот амбиент, економските состојби и особено создавањето на подобри услови за младите, бидејќи младите треба да го движат општеството напред, а ние сите заедно да им помогнеме толку колку што се нашите можности. Благодарам. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на програмата на Телевизија Плюс.